Опозицијата е изненадена од изјавите на премиерот дека одредени партиски лидери, посочувајќи го Али Ахмети, се фактор на нестабилност за земјава. Врвот на социјалдемократите, кои доскоро со ДУИ ја сочинуваа власта, не гледа причини за паника, но и очекува ако има нешто што се случува во позадина, безбедносните институции тоа да го решат. Мицкоски со месеци зборува за некакви закани, па време е тие наводи да се истражат, порача претседателот на СДСМ. Сметам дека навистина, освен како дел од секојдневниот наш меѓупартиски политички фолклор, навистина нема простор за страв и за паника. Доколку има, тогаш очекувам институциите одветно да анализираат и да реагираат пред се безбедносните институции, Советот за безбедност и на крајот на краиштата конечно нека се состане некое тело и да одговори после соодветна анализа на сите овие повеќе месечни наназад шпекулации дека такви закани по однос на стабилност на земјата може да има. Од ДУИ денеска го дообјаснуваат Ахмети дека неговата изјава на која реагираше премиерот се однесувала на тоа да не се допираат елементите кои произлегуваат од Охридскиот договор, како што е законот за употреба на јазиците за чии одредени членови постапува Уставниот суд. Ние цениме дека единствено нешто што може да влијае за стабилноста на државата е нарушување на самите меѓуетнички односи внатре во државата. Што значи тоа? Сите нешта, сите работи кои се остварени со многу труд, кои се резултат на Охридскиот рамковен договор, сите достигнувања на албанците и на помалите заедници во државата, тие со макотрпна работа се постигнувани и нема да се дозволи да се чепне нешто што е достигнувано, што е постигнато со многу труд. Ахмети не се заканува, Ахмети само го кажува ставот на ДУИ, го кажува ставот на албанците во државата. Вчера премиерот директно го посочи Ахмети како фактор на нестабилност, за што според него била загрижена и меѓународната заедница. Мицкоски смета дека лидерот на ДУИ така сака да прави притисок врз уставните суди, токму поради законот за јазиците. Предпоставувам пораката се однесува на истите оние уставни судии кои што тој во Речица и овие на Бихачка ги поставија во Уставниот суд, бидејќи законот за употреба на јазиците е во Уставниот суд, бидејќи таму ако ги погледате ќе ги видите луѓето кои што излегува од тефтерчето во Мала Речица и на Бихачка, така што предпоставувам притисокот врз тие луѓе продолжува. Сега се бара прокси, се бара некоја преносна структура да се упати пораката, но не мислам дека тоа е нешто сериозно, но како и да е, тој продолжува да биде фактор за нестабилност. И тоа мене ме загрижува, но и нашите меѓународни партнери ги загрижува, што господин Али Ахмети и ДУИ на дневна основа стануваат се повеќе и повеќе фактор на нестабилност. Одговорот од партијата на Ахмети беше дека токму новата влада предводена од ВМРО ДПМН користи разделувачка реторика и обвинувања кои во реалноста удираат врз мултиетничкиот карактер и еднаквоста во земјата. Наспроти изјавите на политичките лидери и партиските представници за потенцијални закани за стабилноста на државата, во изминатиот период безбедносните институции уверуваа дека состојбата е стабилна. Иако до локалните избори има уште многу време, не се исклучува можноста дека реториката на дел од политичките играчи е некаква подготовка на теренот за гласањето на есен до година. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.